Значи, во името на пратеничката група на Демократската унија за интеграција, сакам да го поздравам денешното гласање на пленарната седница, пошто во прво читање помина потребата за усвојување на закон за употребата на јазиците и се надевам дека во комисиската расправа во Комисијата за европски прашања преку дебатирањето за амандманите, исто така ќе помине во најдобар можен тек и дека законов ќе биде усвоен во оваа година, при што ќе се постигне јазична еднаквост во Република Македонија помеѓу албанскиот и македонскиот јазик во сите органи на државната управа. Исто така, сакам да искажам разочарување од гласањето на ВМРО ДПМН во врска со потребата за усвојување на закон за јазик и се надевам дека пратениците на опозицијата ќе рефлектираат во меѓувреме и така како што рефлектира и граѓаните на изборите на 15 и 29 октомври, дека оваа тема ќе ја промена својата одлука во врска со ова прашање и ќе гласаат за конечно усвојување на законот за употребата на јазиците и нема да бидат против. Законот за употребата на јазиците е производ на многу долги преговори помеѓу СДСМ и ДУИ во предвечерието на формирањето на коалицијата и сметаме дека како политички договор би требало да помине затоа што во никој случај не се коси со Уставот на Република Македонија и спорните прашања што ги имаше во законот веќе ги доставивме до Венецијанската комисија што се однесува до банкнотите и до униформите на војската и затоа во тој поглед не гледам некоја посебна потреба за амандманска интервенција во законот, но јас како председател на Комисијата за европски прашања, која што е матично тело за овој закон, ќе закажам седница во текот на следната недела, најверојатно на 22 ноември, на денот на албанската азбука, и да започнеме со дебатата околу можните амандмани. И се надевам во тие 3 дена, кои што ги имаме на располагање за амандманска расправа, да помине се во најдобар можен тек и да го проследиме законот до собранието на пленарна, со што би се усвоил оваа година и би се заокружил нормативниот дел од Охридскиот договор. Господин Груби, дали согласи за тоа конечно прашањето на потребата на албанскиот јазик? Со овој закон се заокружува нормативниот дел од рамковниот Охридски договор, додека еднаквоста, целосната еднаквост на албанскиот јазик заедно со македонскиот јазик предвидува или има потреба од уставна интервенција, која што во моментов не сме во можност да ја реализираме. Не сум најдобриот пратеник за тоа прашање, затоа што не зимам. Јас сум од Скопје и не ја знам проблематиката, би ве упатил со друг пратеник да разговарате, а никогаш не сум примил никакви додатни плаќања од Собранието на Република Македонија. Имињата на новите министри ќе бидат доставени во Собранието на Република Македонија од страна на премиерот Зоран Заев, кога ќе има договор помеѓу господинот Заев и Ахмети и секогаш кога ќе имаме нова информација да ја споделиме со вас, ќе бидете први кои што ќе знаете. Па исто беше, што беше. Има голема загриженост во рамките на Демократската унија за интеграција, нашите членови, нашето гласачко тело, но воопшто и албанците, заради неоснованите и небулозни обвинувања од страна на господинот Села кон господинот Ахмети за настаните од 27 април, кога се бираше Тала Џафери за председател на Собранието, и сметаме дека тоа влие во начинот на размислување на целата наша структура
и сметаме дека беа многу неумесни изјави за кои што всушност ќе треба самиот господин Села да си ги повлече или па да побара извинување на крај на краиштата, затоа што човечки е да се сгреши и можеби во кампања ние може и да претераме малце со нашите зборови, но обвинување за атентат или па за 27. април кон господинот Али Ахмети, мислам дека е сосема небулозно. Дали ќе има реконструкција на владата, ќе одлучат господинот Заев и господинот Ахмети. Штом ќе имаме информација, ќе ве информираме. Но едно нешто е сигурно, без разлика на случувањата во владата, реформите нема да бидат закочени по ниту еден основ. И годинава тоа што го имаме зацртано, ќе го оствариме за до година да ја тргнеме условеноста од препораката за отпочнување на преговори со Европската унија. Да. Да, законов се однесува на употребата на албанскиот јазик во органите на државната управа, додека јазиците на другите заедници, помали заедници во Република Македонија се регулирани и со овој закон, но и со Уставот на Република Македонија и законот, конкретниот закон го уредува употребата на јазиците на тие што представуваат повеќе од 20% на населението во Република Македонија, што се македонците и албанците. Со оглед на последниот попис од 2002 година, каде што албанците се 25,17% на населението и претпоставуваме дека денеска се уште повеќе.